Автомобилската сцена станува место каде фокусот на рефлекторите се поместува на нови протагонисти, пред се поради цените. Huawei им фрла ракавица на Rolls-Royce и Maybach со компетитивен модел кој ќе чини двојно помалку. За оние што сонуваат нов автомобил, представени се Citroen C5 и неговиот американски брат Jeep Compass, додека модерната интерпретација на легендарната четворка Renault 4 e-Tech Electric доаѓа кон крајот на годината. Во дождот новости од производителите на супер автомобили ви ги представуваме последните посебни модели на Aston Martin, Bugatti, Ferrari и Porsche. Врзете ги појасите, тргаме. Пет и пол години по трансформацијата, фабриката на Volkswagen во Цвикају ја напушти милионитото електрично возило. Во неа во моментов се произведуваат 6 електрични модели на групата, меѓу кои и Volkswagen ID3, каков што беше јубилејниот автомобил. Но додека работниците го славеа успехот, раководството сепак го дочека со кисела насмевка. Пониската заработка од очекуваната и намалениот интерес на купувачите за електричните возила им создава главоболки. И тоа не мали. Во продажниот микс на Volkswagen секое пето возило е електрично, заради што оперативната маржа на групата за првиот квартал се намали за 4%. Компанијата сепак не се откажува од зацртаниот електричен пат и идната година ќе навлезе во сегментот возила со цена по 25.000 евра. Порше во 1975-та го шокираше светот кога болид за Леман преработи за легална употреба на патиштата. Тогаш на барање на председателот на дистилеријата Мартини, Грегорио Роси ди Монтерела, беше преработен болидот на 917 со број на шасија 30. Возилото според законот доби ретровизори, трепкачи, сирена, резервно тркало и придушувач во издувниот систем, но до душа остана чистокрвен тркачки болид. Затоа и никој во Европа не се осмелуваше да му издаде хомологација, пошто грофот Роси го однесе преку океанот и го регистрираше во Алабама. Возилото и денес е во возна состојба и во сопственост на семејството Роси. Сега историјата се повторува. Компанијата од Суфенхаузен ќе го направи истото со болидот 963. Како? Ќе дознаеме идниот месец. Не е прв автомобилски производител што се зафатил со градежништво, но е единствен кој има намера да направи вештачки остров. Сместен во Емиратите, ќе се вика Брабус Ајланд и ќе зафаќа 100.000 квадратни метри, исполнети со вили и 4 згради со вкупно 450 луксузни живеалишта со површина од 107 до 456 квадратни метри. За својот иден дом купувачите ќе може да бираат меѓу разни дизајнерски теми, инспирирани од интериерите на возилата на Брабус. Изградбата би требало да започне ова лето, а првите станари се очекуваат на почетокот на 2028 година. Цените се движат од 700.000 до 6,5 милиони евра. Huawei го исполни ветувањето. Заедно со групата Джек го представи петиот член од своето автомобилско портфолио.
Со гордост, бидејќи лимузината наречена Маекстро S800 според луксузот ги надминува и најскапите модели на BMW и Mercedes, доближувајќи се до Maybach и Rolls-Royce. Тоа се гледа и од дизајнот и од габаритите, должината од 5,5 и ширината од 2 метри. Внатрешноста е исполнета со врвни материјали, покривот изведен како ѕвездено небо, а на патниците на располагање им се и сев за скапоценности и ладилник за пијалоци. Погонот е електричен со 530, односно 850 конски сили и 1,5 литарски бензинец кој работи како генератор за струја. И покрај цената, која стартува од $130,000, Huawei има намера да продава по 35,000 примероци годишно. На Форд во Европа не му оди добро. Фиеста и Мондео ги нема, а наскоро и Фокус ќе исчезне од продажните салони, така што останува Пума и Куга да ја водат битката заедно со електричните Експлорер и Капри. Затоа прашањето ќе добијат ли друштво веќе започна гласно да се поставува. Таква можност гледа поранешниот прв човек на европската филијала на Форд, Мартин Сандерс, кој лани премина во Volkswagen. Според него, соработката меѓу двете компании е доста успешна и реално е да се очекува да биде проширена со додавање други електрични модели. Погледите се вперени кон поевтината MEB Entry платформа, на која одлично би се вдомиле модели како Fiesta или Ka. Прерано е да се каже дали електричниот Golf кој ќе се појави при крајот на деценијава би можел да се вклучи во игра, но затоа сосема јасно дека сите комерцијални возила ќе бидат заеднички. Би купиле ли возило кое нема скоро ништо од опрема, ниту радио или електрично задвижувани стакла, макар тоа бил електричен пикап со носивост од 635 килограми, кој чини само $28,000. Веројатно не, но вториот најбогат човек на светот, Джеф Безос, смета дека ќе биде добра сделка заради што и вложи сопствени пари во компанијата Slate Auto, која ќе ги произведува. Дизајнот на пикапот е обичен и доста невпечатлив. Внатрешноста, како што рековме, празна, но затоа располага со мноштво безбедносна опрема. Долг е 4,4 метри, а погонскиот систем се состои од еден назад монтиран електромотор со 204 конски сили и 2 пакета батерии со автономија од 240, односно 385 километри. Поддржува брзо полнење со мокност од 120 киловати, а може да влече приколка со само 450 килограми товар. Иако во основа аскетски, од компанијата велат дека за него подготвуваат повеќе од 100 опции со кои може да се персонализира, вклучително и посебен кит кој од пикап го претвора во кросовер. Сериското производство треба да започне при крајот на 2026-та, на радост на Доналд Трамп во сојузната американска држава Индијана. Плановите се амбициозни и се очекува годишно да се продаваат по 150,000 примероци. Со представувањето на електричниот N7 во Кина, Nissan ја разбранува автомобилската јавност. Со право, бидејќи е голем колку Passat, а е поевтин од Polo. За основната верзија треба да се платат 14,600 евра. За неверојатно ниските цени заслужен е Дон Фенг, кој како партнер на Nissan за Кина му ги позајми своите технологии. Дизајнот му е модерен и аеродинамичен со коефициент на отпор на воздухот од само 0,208, а внатрешноста сосема очекувана. Погонски опции има две, со 215 и 268 конски сили и автономија од 510, односно 625 км по кинеските норми. Според среднорочниот план на компанијата, кој покрај кризата во која западна остана непроменет, овој модел е прв од повеќето кои Nissan ќе ги произведува во Кина, а продава низ целиот свет.
15 години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Ако го наречеш возилото Grandland, го правиш да биде Grand. Дизајнираш електрично лого со супер долг опсек на батеријата и 50.000 интелигентни LED компоненти. Секако дека е новиот Opel Grandland. Go Grand! Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Метрополис, број 1 радиомрежа. Уште од првото представување Citroen C5 важеше за несекојдневен примерок во друштвото на средните европски кросовери. Неговиот посебен изглед и потенцираните атрибути на двојниот шеврон го одржаа конкурентен во прилично набиен сегмент. Новата генерација има сериозни претензии да го надгради стекнатиот имидж. Американскиот член на групацијата Stellantis со новиот Компас сака да се пробие глобално. Сега Компас се одликува со поцврст, модерен изглед и просторно порасна. Првично ќе се појави во Европа оваа есен, а потоа ќе го освојува американскиот и останатите пазари. Citroen ја представи новата генерација на C5 Aircross. Верен на необичниот дизајн што го видовме кај концептот, тој освен повеќе простори, поголем комфор, нуди и нови технологии. Практичноста е задржана од претходникот, а изборот погонски опции го доби од семејната STLA Medium платформа, истата онаа како кај Peugeot 3008 и Opel Grandland. Каросеријата, обликувана со поголем акцент на аеродинамиката, го има новото лице на марката, а испакнатите светла назад му даваат доза француска необичност. По должина брои 4,65 метри, од кои 2,78 меѓу оските, што прави да биде за половина класа поголем од сегашната генерација. Најмногу внимание привлекува внатрешноста. На врвото тенката лебдечка конзола е сместен 13-инчен екран, под кој, на радост на конзервативците, се наоѓаат низа физички копчиња. Инструмент таблата е од 10 инчи, а за порелаксирано возење ќе се грижи и head-up дисплејот. Патувањата попријатни ќе ги прават бежичното полнење на мобилни телефони, амбиенталното осветлување, панорамскиот покрив и друго. Освен дизел, новиот C5 Aircross нема ниту верзија со мануелен менувач. Стартот на понудата е благиот 1,2 литарски трицилиндричен хибрид со 136 коњски сили, чии 12 коњски електромотор е интегриран во 6-степениот менувач со двојна спојка. Плагин изведбата со 195 коњи е со 1,6 литарски агрегат и има електрична автономија од 86 километри.
Струјата ќе задвижува две верзии на EC5 Aircross со 210 и 230 конски сили, кои можат да се пофалат со автономија од 520 односно 680 км. Продажбата на новиот француски адут треба да започне во втората половина на годинава. Што туку представениот Jeep Compass е поставен на новата средна платформа на Stellantis и нуди различни електрифицирани погонски склопови од благ хибрид, приклучен хибрид до целосно електрични верзии. Однадвор има поиспеглан изглед. Тој ги зема дизајнерските елементи од својот помал брат Avenger и од поголемиот Wagoneer S со остри браници, јасни LED светла и ултратенки предни дифузори за воздух. Ставот на кросовер е подобрен со квадратни лакови на тркалата и дарежлива пластична облога. Пократките предни и задни надвиснувања му даваат на Компас брз и поаголен изглед, особено во споредба со неговиот претходник. На тоа се надоврзуваат подобрениот коефициент на отпорот и 6 бои на каросеријата. Во внатрешноста најавен е поголем простор и подобра дигитализација. Кокпитот има 10-инчен дисплеј за инструментите поврзан со големиот 16-инчен инфозабавен екран. Тие се уредно распоредени над ред прекинувачи и ротирачко копче. Централната конзола и контролната табла се нагласени со завршни обработки во алуминиумски стил, а има и многу простор за складирање на вашата опрема. Jeep Compass ја дели основата со Peugeot 3008, 5008, Opel Grandland и Citroen C5 Aircross. Тоа му овозможи за 16 см поголемно меѓуоскино растојание, па Компас сега е подолг и поширок. Ова резултира со 55 мм повеќе простор за нозете и зголемување на багажниот капацитет на максимални 550 литри. Компас ќе понуди различни електрифицирани погонски склопови, вклучувајќи и хибрид плаг-ин и целосно електрични модели. За пазарите надвор од Европа, неелектрифицираните бензински погонски склопови се уште би можеле да се појават, но засега акцентот е ставен на електричниот. Ке бидат достапни и варијанти со погон на предните и на сите 4 тркала. При лансирањето во Европа, клиентите ќе имаат избор помеѓу 48 волтен хибрид со 145 конски сили, приклучен хибрид со 195 конски сили или 3 целосно електрични модели. Електричните опции се движат од верзијата со погон на предни тркала со 213 конски сили до моќни 375 конски сили во верзијата со погон на сите 4 тркала. За да се постигне таа моќност, Jeep разви нов помоќен заден електромотор, специјално дизајниран за Компас, кој нуди дополнителни 49 киловати максимална моќност и до 232 ньютон-метри вртежен момент. Кога станува збор за полнење, Компас е опремен со решение за брзо полнење до 160 киловати, што му овозможува да се наполни од 20 до 80% за само 30 минути. Исто така има вграден полнач кој поддржува до 22 киловата, а што се однесува до автономијата. Целосно електричните модели можат да патуваат до импресивни 650 километри според WLTP циклусот. Jeep ветува дека Компас е повеќе од способен да се справи со тежок терен, а исто така може да се повали со длабочина на преминување во вода до 470 мм. За почеток, Jeep ќе го понуди Компас во Европа, каде купувачите можат да изберат помеѓу 48 волтен хибрид со 145 конски сили или целосно електричниот модел со погон на предните тркала со 213 конски сили и опсег на возење до 500 километри. Stellantis потврди дека производството на новиот Компас за Европа ќе се одвива во Италија. Автомобилот што првично беше конструиран да им одговори на потребите на француските селани и мали фармери доживеа реинкарнација во модерната ера.
Во времето дури беше произведуван во период од 31 година на 4 континенти, популарноста на скромниот Рено 4 допринесе да се оствари продажба од 8.135.424 примероци на 5 континенти во над 100 земји. Во историските книги е запишан како четвртото најпродавано возило на сите времиња. Со Рено 4 E-Tech Electric, компанијата ја проширува својата понуда на батериски електрични возила и гордо го истакнува сертификатот дека е француски производ. Со својата агенда за електрификација, Рено ја поставува четворката E-Tech Electric на ново искушение. Со неа сака да придонесе за масовно воведување на електрични возила низ цела Европа. Додека Рено 5 E-Tech Electric е наменет повеќе за урбани клиенти, Рено 4 E-Tech Electric е наменет за поширока публика, вклучително и млади семејства. Со својата вкупна должина од 4,14 метри поставува нови стандарди во класата во внатрешниот простор со модуларниот дизајн и капацитетот на багажникот. Има 420 кубни литри простор, низок праг на товарење, функционални прегради за складирање, преклопна задна клупа, па дури и рамно преклопливо со возачко седиште. Исто така подготвен е да се справи со каливи или нерамни патишта со зголеменото растојание од подлогата и напредниот систем за контрола на тракцијата Extended Grip. Во исто време го олеснува секојдневното возење со функцијата One Pedal, максимизирајќи го регеративното сопирање до целосно запирање на возилото. Рено 4 E-Tech Electric платформата Ampere Small ја дели со Рено 5 E-Tech Electric. Акцентот е ставен на агилното возење, што го овозможува нискиот центар на гравитација и задното подпирање со мултилинк суспензија. Воедно, нивоата на удобност се малку зголемени за да ги одржат сите барања за разновидност, овозможувајќи му да влече приколка со тежина до 750 килограми. Оваа платформа е исто така дизајнирана да поддржува помагала за возење од повисоките пазарни сегменти, како што е Active Driver Assist за автономно возење до ниво 2. Важно за милениумците ќе биде аплицирањето на најнапредните услуги за поврзување, првенствено преку Open Air Link со вградениот мултимедијален систем на Google, како и со официјалниот аватар Renault, нов секојдневен придружник кој работи со ChatGPT Chatbot. Рено 4 E-Tech Electric се нуди со два пакета на батерии и силини на електромоторот. Првата има батерија од 40 kWh впарена со мотор од 120 конски сили, додека во втората 150 коњи се напојуваат од батерија со капацитет од 52 kWh. За двете верзии максималната брзина ограничена на 150 km/h, додека моќноста на полнење останува иста. Рено 4 E-Tech Electric се испорачува со полнач од 11 kW за секојдневна употреба и способна е на брз полнач да црпи 80 или 100 kW за подолги патувања. Во двата случаи, Рено 4 E-Tech може да стане извор на енергија со враќање на електричната енергија назад во мрежата, користејќи ги услугите на Mobilize. Со широкиот спектар на услуги поддржано е секојдневно користење од интелигентно полнење со Mobilize Smart Charge, пристап до над 800 точки за полнење во 25 европски земји со Mobilize Charge Pass. Продажбата на Рено 4 E-Tech Electric треба да започне во четвртиот квартал на годинава, кога ќе бидат објавени цените. Суперавтомобилите секогаш биле сон за обичните луѓе, предмет на обожување и вредни трофеи на богатите. Свесни за тоа, нивните производители се постојано активни, нудејќи нови изведби кои се скапи да се купат, а уште поскапи да се одржуваат. Но тоа не е проблем кога е во прашање чаламот на богатите и страста на колекционерите. Такви се следните 4 суперавтомобили.
Направени се само 40 примероци и сите представуваат совршенство без крајност. Bugatti болид е многу повеќе од автомобил. Со низа врвни иновации и своите 1600 конски сили кои ја задвишуваат лесната шасија од јаглеродни влакна, тоа е неспоредлива машина. Секој примерок кој ја има напуштено фабриката во Мулуз има поминато бескомпромисен процес на изработка и контрола за да се соочи со предизвикот да биде механичко ремек дело. Болид е наменет само за тркачка патека и на таква се тестираат перформансите. Какви се тие не треба да се образложува. Најдобро го илустрира фактот дека инженерите на Bugatti мораа да развијат посебни тестови за овој автомобил бидејќи е толку екстремен што не постоеа мерила за него. Нив ги споредува тим од 8 луѓе, по 2 возачи, механичари и електричари и по еден задолжен за ладењето на моторот и пневматиците кои трајат само 60 км и чинат околу 7000 евра. Бидејќи болид е и бесценет колекционерски автомобил, тој се испорачува со поинаков сет пневматици, чиј век на траење е 5 години во просторија со контролирана температура и влажност на воздухот. И некои други компоненти на возилото имаат рок на траење. Например, безбедносните појаси, резервоарот за гориво и вградениот систем за гаснење пожар, кои мора да се менуваат секоја година. Астон Мартин многу се надеваше од својот кросовер DBX, но иако е одлично возило и имаше добар старт на продажбата, италијанските ривали не му дозволија да ги постигне амбициите. Затоа, иако малку задоцнето, британците го унапредија со засилен мотор. Не многу, но доволно да понесе суфикс S во ознаката, кој кажува дека DBX сега има 727 конски сили и е за добри 47 килограми полесен. Сепак тоа е доволно само за подобрување на забрзувањето до 200 км на час. Бројките до 100 и за максималната брзина останаа исти, 3,3 секунди и 310 км на час. Од останатите технички измени од Астон Мартин ги споменуваат ремапирањето на 9-степениот менувач, наново програмираните режими на возење и карбон керамичките сопирачки. За да се намали тежината, DBX-S доби нов покрив од јаглеродни влакна и маска од истиот материјал, а 23-инчните тркала се направени од магнезиум. Колку овие зафати ќе се одразат на буџетот на купувачите не е познато, но тоа сигурно нема да биде малку. Повеќе детали ќе дознаеме при крајот на годинава кога ќе започне производството. Поклониците на Ферари имаат нови причини за радување. Вкупно 880 колку што коњи испорачува плагин хибридниот погонски склоп на 296 специјале. Продолжувајќи ја традицијата на подготовката на вакви посебни изданија, и ова ремек дело ги поместува границите на инженерските достигнувања од Маранело. Рекордно моќниот меѓу сите досегашни модели на марката со погон на задните тркала има и унапреден 8-степен менувач со двојна спојка. За подобри возни својства, аеродинамиката при 250 км на час додава 435 кг потисна сила, што е за 20% повеќе од стандардниот модел. Тоа е постигнато со примена на иновативните решенија од тркачкиот 296 Challenge, кои ги вклучуваат софистицираниот аеропридушувач во предниот поклопец, а посебно дизајнираните вертикални крилца на задниот дел од возилото. Внатрешноста е редефинирана со минималистички пристап, а со интензивна употреба на јаглеродни влакна и титаниум. Тежината е намалена за импресивни 60 кг. Динамиката на возење ја дополнуваат посебниот звук на погонскиот систем, способен за постигнување на максимални 330 км на час и забрзување до 100 за 2,8 секунди. Како и другите модели на Ферари, и 296 специјале доаѓа со 7 годишна програма за одржување,
која ги покрива сите редовни сервиси, но љубителите на марката со кончето од Маранело имаат и една причина да бидат незадоволни. За него е развиена посебна зелена боја, која според некои одлично му стои, дури и поубаво од традиционалната црвена. Порше се огласи со најновото дополнување на линијата Heritage Design. Третиот производ е 911 Spirit 70, инспириран од 1970-тите со бројни ретростилски знаци насекаде. Ке бидат произведени само 1500 примероци базирани на GTS кабриолет со погон на задните тркала. Како таков има 3,6 литарски боксер бензинец, електричен мотор и турбо и високонапонски систем за комбинирана моќност од 541 конјска сила. Каросеријата има уникатна маслинова зелена боја, додека деталите како црна рамка на ветробранското стакло, мек покрив и 3 ретро ленти на хаубата го комплетираат изгледот. Надписот 911 на хаубата е издолжен, исто како во минатото, додавајќи дополнителна доза на носталгија. За да го повтори изгледот на старата школа, Порше амблемот на хаубата го направи речиси идентичен со оној што се користеше во 1963 година. Внатрешноста на новото специјално издание 911 го продолжува носталгичното навраќање на 70-тите години. Текстурата на седиштата има шема што наликува на карирано знаме. Материјалот што се користи за обележување е комбинација од текстил и предиво. Друг пример за вниманието на деталите е групата инструменти, чиј целосен дигитален дисплеј од 12,65 инчи има бели покажувачи, линии на скалата во аналоген формат и зелени цифри, што е уште една асоциација на класичните 911 од минатото. Битна разлика е што специјалното издание е многу поскапа и цената започнува од 210.000 евра. Заврши уште едно патешествие низ автомобилските меридијани. До следната сабота можете да останете секојдневно во контакт со најновите теми на автомобилизмот преку нашиот сајт автомагазин.com.mk. До гледање.